Почитувани граѓани, најкриминалната влада предводена од Ковачевски, водена од желбата за профит при купување и продажба на струја, свесно го уништува енергетскиот сектор кој работи под оптималниот капацитет. Истото се случува за да можат одредени трговци да заработуваат милиони евра. Како и за се друго, антимакедонската СДСМ повторно се обидува да ја префрли вината кон друг со лажни обвинувања и невистини. Имаат две тези: дека Христијан Мицкоски, како тогашен директор на Елем, набавувал струја по 4 пати по висока цена и дека струјата се зголемила за 100%. И за двете тези лажат затоа што се удавени во гуша, во неспособност и криминал. Која е вистината? За периодот од 7 до 9 јануари, цената која е набавена од Елем е по цена од 59,37 евра, а просечната цена на Хупекс за тој период изнесува 71,09 евра. Заклучок: лажат. Еве и доказ за тоа. Понатаму, за периодот од 9 и 10 јануари, цената која е набавена од Елем е по цена од 100,43 евра, а просечната цена на Хупекс за тој период е 108,64 евра. Заклучок: лажат. Еве доказ и за тоа. Понатаму, за периодот од 23 и 31 јануари, цената која е набавена од Елем е по цена од 88,66 евра, а просечната цена на Хупекс за тој период била 132,35 евра. Заклучок: лажат. Еве доказ и за тоа. Тоа се овие две фотографии. Да сумирам, ако се одземат цените за меѓуграничните капацитети, само по основ на овие цени Христијан Мицкоски набавил струја по цена пониска од 33% од таа што е на Хупекс. Ако пак се додадат и прекуграничните капацитети, тогаш тоа што го направил Христијан Мицкоски за компанијата е набавка на 40% поевтина струја од таа на Хупекс. Почитувани граѓани, на лагите на СДСМ им нема крај. Желни да го сокријат сопствениот криминал и неспособност, се спремни да лажат и да обвинуваат други. СДСМ со 5 години власт успеа да го уништи ЕСМ и да го донесе од компанија која работи во позитива во компанија која е во загуба. СДСМ се единствените кои успеале да донесат енергетска компанија во минус и за тоа ќе следи одговорност. Дај Боже, СДСМ да набавуваше струја по цена која е барем приближна како таа на Хупекс. Вистината е дека денес владата набавува струја по висока од цената на Хупекс и нема домашно производство што резултира со високи цени на струјата кои ги плаќаат граѓаните и бизнисот. Ви благодарам.